Солзи радосници, прегратки, бакнежи и допири. Ваква беше реакцијата на шимпанзото Коко, кога по 10 години си го препозна својот зоонеговател Драган, кој го чуваше од бебе. Коко во Скопје пристигна од Холандија, каде 10 години се лекуваше од депресија и осаменост во една од најдобрите организации за заштита на животните. Coco is a really special one, and you really need to time to know him very well. And I think the best thing what we could do and what we did is putting him with other chimpanzees, and they learned him the most. Coco now is that's line on the Holland news. Yeah, he was already on the news. I think what was it, Monday, when it was a transport day, and we made a lot of footage. So it must be that tonight he is there again. He's famous in Macedonia. Yeah, in Macedonia too, right? Yeah, in Holland too. Во Скопската зоолошка градина, Коко денеска живее во ново живеалиште изградено по светски стандарди. После 10 години шимпанзото Коко се враќа во Скопската зоолошка градина. Тој е роден тука пред 20 години, иначе мајка му умира од туберкулоза кога бил многу мал, тогаш Коко беше осамен. Благодарение на АСП тој замина во Холандија каде што се рехабилитираше, а денеска живее во ова ново модерно живеалиште кое е направено токму за него и неговото друштво, односно денеска имаме веќе во зоолошка 4 шимпанзи. Тој ќе живее заедно со уште 3 единки од неговиот вид – Мими, Роси и Хајсел. Заменувањето на Коко во Холандија пред 10 години беше проследено од сите светски медиуми. Дури и престижно од Daily Mirror ја објави приказната за Коко, нарекувајќи го шимпанзото од зоолошката градина од пеколот. Тогаш сите светски организации за заштита на животни апелираа тој да биде спасен и однесен во центарот на примати во Холандија. Кога замина за Холандија, тогаш живееше во едно неподносливо ужасно живеалиште, но меѓутоа денеска има модерно ново. Кажи ми, кога ќе го пуштите во живеалиштето? Сите се сеќаваме на тоа и на твоите текстови кои што ги пишуваше и благодарение на тебе и што неколку новинари колку замина во Холандија. Ева за среќа таму си даде нови другарчиња, па сега овде во новото живеалиште во Скопје ќе се живее во внатрешниот дел каде што е на 2 ката. Сега е во карантин. Сега во карантин, да, но меѓутоа кога може да го видат Скопјани? Скопјани не знам кога ќе може да го видат, не верувам дека ќе биде тоа за скоро, можеби за 20 дена. Треба време за адаптација. Да, им треба време за адаптација, бидејќи навистина со ова специфични шимпанза, другите 3 шимпанза доста проживеале во животот. За среќа во ААП или ЕАП, доста добро ги чува, ги рехабилитира, па сега ќе можат да живеат и тие нормален живот како и наш Коко. Во надршното живеалиште би требало веќе да излезат за неколку денови, но сепак сега тоа ќе биде нагледувано заедно тука со екипата од Холандија. Само да потсетиме, Коко е роден во Скопската зоолошка градина во далечната 1995 година. Кусо време по неговото раѓање, неговата мајка умира од туберкулоза и Коко останува сам. Тогаш за него се грижеше зоонегователот Драган, кого Коко го немаше видено повеќе од една деценија.